Почитувани, еве сме заедно во емисијата Очи во очи на телевизија 24, вие и јас Исо Мухич, се надевам ке дискутираме, ако ништо друго, тековно, а токму за она што еве не може да се реши во собранието, станува збор за изборниот законник, дали ќе се изнајде решение, еве темата е дали ќе се најде политичка зрелост за да се одглави изборниот законник кој всушност, иако гледаме те насловите се генерално дека изборниот законник заглавил дека сите се обидуваат и така натаму, всушност треба да се каже прецизно дека имаме ситуација во која сите даваат декларативна поддршка, сите се за, и се стекнува впечаток сега виновен е изборниот законник. Тој се заглавил некаде, одел каде што не му е место, а сега сите, независно машко, женско, политичка партија, апсолутно сите посветено се трудат да го извлечат од таму каде што се заглавил и наоѓаат креативни решенија. Ситуацијата е секако сосема поинаква, дека сите се декларативно за, сите се согласни со се, сите прават компромис, сите со години уверуваат дека ете тоа треба да се направи, да се донесе, а всушност сите го загласуваат. Затоа што ситуацијата ескалира се повеќе, потврдувајќи дека секоја позиција се зацврстува се повеќе и по оваа денешна последна средба, иако е најавена и дека утре ќе продолжи, можеби не е се загубено, по оваа, затоа би рекол, најнова средба денеска, иако премиерот Мицковски е се помалку оптимист, и суштината е, всушност, имајќи предвид дека и премиерот Мицковски ја прифати опцијата наместо електронски дијаспората да гласа по пошта како еден вид на компромис во нивниот предлог, во замена за повлекување на амандманите, но за сега нема одговор на таквата позиција, а нивото на комуникација е токму обвинување, меѓусебни обвинувања. Сите се за, но и сите се виновни. Така што сите даваат поддршка, а сите го заглавуваат од типот дека, ете, дали од опозицијата кои упатуваат директно тврдења околу однапред подготвена намера за отворање простор за изборни манипулации, па до тоа дека всушност власта одговара дека се алчни само за пари и така натаму. Но велам, значи, суштината е всушност сосема поинаква. Веќе апсолутно не е во прашање дали треба дијаспората да гласа или не. Тоа е дефинитивно и не би требало ниту да се инволвира во контекст на овие разговори, па ниту во оваа тема, во нашите разговори, дискусии. Тоа се подразбира и апсолутно одвишно и да се спомнува или да се објаснува со дека дијаспората има и право и уставно и така натаму. Апсолутно тука нема никаква дилема. Туку суштината е сосема друга, а тоа е дека од една страна наспроти таа декларативна подготвеност се покажува еден вид на силна, голема недоверба во правилата, односно во предлозите, а тоа е дали тоа навистина ќе биде така, и односно дали некој ќе го злоупотреби тоа. И дури напротив, дали го предлага тоа за да го злоупотреби. Така што велам, значи, токму поентата е дека некој нешто прави, се нема доверба веќе и ако е добро нешто. Некој сака добро да ви направи, вие велите не, тоа го прави намерно, всушност за да ми наштети. Тоа е суштината на целата ова работа, затоа велам, дефокусирање е дали електронски или не, па кој дискутира околу тоа начинот електронски. Каков е системот, дали има ризици од вируси и така натаму. Еве го сега, ајде по пошта и така натаму, нема одговор. Значи, едноставно, обвинувањата се, овие се алчни за пари или овие се алчни за гласови, власти, така натаму, односно за злоупотреба, под превезот на правење добро.
Значи, не прави добро, не е идејата да се направи добро да гласа дијаспората, туку да ги манипулира гласовите изборен грабеж, како што се обвинувањата. Затоа велам, се сведува всушност на не само можност за злоупотреби, туку на намерно со умисла правење за да се злоупотреби, односно немање доверба дека некој нешто прави со некоја навистина идеја како што ја прикажува таа идеја. И во таа смисла овој спор, освен што останува чувството дали, ако не сите, поголем дел од тие фактори политички намерно го прават или им одговара да го држат заглавен и сите да велат дека се за, велам, ако не сите, барем поголем дел, освен тоа, се потврдува и дека спорот не е само технички, туку се потврдува нешто токму околу таа политичка зрелост. А тоа е дека факт е, значи дека прво апсолутно се нема доверба. Ако е дојдено до таму, тогаш навистина тоа е ситуација во која не знам од каде кредибилитет воопшто да се седи и да се прави нешто. Ако немате доверба дека ќе седиме тука и дискутираме во следните час време, тогаш апсолутно нема смисла ниту да сакате да учествувате, па ниту да го прифатите и правото. Не сакам да седам таму затоа што немам доверба, нема што да дискутирам таму. Значи имаме ситуација вистина во која тоа не е само веќе отсуство на доверба, туку недоверба и едноставно сметање дека секој со интенција прави злоупотреби, па политички, па институционални, психолошки и секакви да се други проблеми кои, велам, резултираат како токму од сето тоа што е еден вид практично параноја. Тие обвинувањата се во таа цел. Никој никаде не вели, не ви е доволно добар моделот. Може да дојде до ова или до она. Не, вие крадете, вие злоупотребувате, вие ова, вие она и така натаму. Значи, апсолутно нема ниту трошка за тоа да дискутираме. Не сте го смислиле добро моделот. Може да ви, не знам, компјутерски, дигитално да се злоупотреби и така натаму, има своји слабости. Туку е апсолутно обвинување, сомневање и директно навестување дека се оди во насока на злоупотреби. И кога згора на сето тоа, ете, ќе се стават и тие 13.500 амандмани, а при тоа, велам, немате никаде дискусија околу тоа дали е системот доволно безбеден, доверлив и така натаму, а имате 13.500 амандмани. Што се тие амандмани? Кога директно се обвинувате за наменски манипулации и злоупотреби, и на сето тоа, велам, тие амандмани дополнително сега, како што информираат собраниските служби, треба да се преведат на албански јазик, сите тие поднесени амандмани, па што е сето тоа? Мислам, заклучно со тој превод. Што треба да веруваме сега дека тие 13.500 амандмани треба да се преведат на албански, оти никој не може да го разбере тоа? А потоа кога ќе се преведе, тогаш што треба ние да веруваме дека наводно тие за кои ќе се преведе темелно, систематски ќе ги анализираат и ќе се произнесат по тие амандмани, поразлично од начинот на кој се обвинуваат. Изборен грабеж, жалчни сте за пари и така натаму. Така што, мислам, илузорно е да јас би ме радувало ако некој воопшто би ги прочитал тие амандмани. Сега 13.500 амандмани се преведуваат за да некој ги чита. Па тој ќе завршил уште некој факултет, а зашто и да го заврши со читање кога може и без, а не да чита 13.500 амандмани. Ако и не може ги прочита, ако не му се преведат. Така што на крајот останува, недонесениот изборен законник и длабоките сомневања во тоа дали се тоа што се прави на вистина. Затоа е вклучително и со амандманите како амандмани, и со процесот на преведување, и со апсолутно таа недоверба. И не само недоверба, не е тоа недоверба, може би ќе направи нешто туку. Не, тој сигурно прави за да злоупотреби. Тогаш на вистина е, велам, клучното прашање колку се воопшто зрели и дали има какови да е капацитет за што и да е
да вете тие инстанции прават таму и како ние да имаме доверба тогаш во нив. 6091-924-925, повелете кој ни е прв. Добар ден. Ало, добар Да, поздрав до вас, повелете. Се слушаме. Се слушаме одлично, да, повелете. Ова е чудо невидено кај нас. Вакви амандмани во светот, дали друга држава поднесува над 10.000 и повеќе амандмани? Дали тие луѓе имаат нешто, како да речам, учено, научено, завршиле нешто, знаат ли што се амандмани? Срамота е ова што се случува кај нас во државава. Амандмани. Само два-три амандмани ќе кажам се едната целата содржина, ќе внесам што сакам што барам. Што правиме со амандманиве, македонски сега ќе зборувам, со македонскиве амандмани, што пола не излагат на гласање. Тие амандмани е ништа државава. Туку ќе кажи некој, и тоа важи за сите тие што не излагат, ја не излагам ни за овие, ни за... Ве молиме почекајте. Вашиот разговор е ставен на чекање. Please continue to hold. Добро, дали, имаме ли некој други или ако се воспостави врската да продолжиме? Ако е прекината, да се обидете повторно, на вистина ми е жал. Не знам зашто се случува ова. Повелете, добар ден. Добар ден и убав ден. И вам убав ден, повелете, да. Ова ти е мед со две оштрици. Не знае човек како да поверува и дали да верува. За жал кај нас се прават и онака многу различити работи, така да и ова не знам како ќе биде ова гласање електронски. Значи некој може да гласа по 2-3 пати, јас така бар гледам, не знам како би можело толку да кај нас пак ќе речам идеме на гласање па се прават, не знам, во тоа списоците има луѓе починати и други работи, а сега со ова електронското да ви кажам, сега не знам, можда ќе биде подобро. Меѓутоа јас не сум за такво нешто затоа што може да се злоупотреби. Кај нас се злоупотребува така и сега тие електронски треба да туриш матичен број и ред други работи. Не знам како би изгледало и дали е добро. За мене лично не. Сега може би дека ќе биде подобро, може би дека секој ќе може да гласа и може ќе има така повеќе гласови, пошто ќе биде да речеме онлайн, така да можда и повеќе луѓе ќе сакаат да гласат и ќе речат ајде сега, пошто знаете физички кога треба да идете да гласате, присуствувате, ќе одам, не одам, можам, не сум тука овона, сега со ова ваквото ќе може секој да гласа буквално и од кола ако така. Кај се наоѓа и таму што се наоѓа. Можда ќе биде и подобро и ќе има повеќе гласачи и гласање, али сумњам во тоа затоа што кај нас за жал многу злоупотреби се прават во секој случај. Било како да има гласање се прават овако злоупотреби. Сега да видиме како ќе биде. Дај Боже да биде подобро, али не верувам. Не верувам, јас сум скептик дека ова ќе биде подобро од физичкото гласање. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, кој ни е следен, повелете. Добар ден, Исо. Поздрав, добар ден, повелете. Поздрав уште за тебе. Благодарам, повелете. Ова е најдобар доказ дека СДСМ и левица не ги интересира напредокот на државата. Значи во овој случај се работи за 3 пратеници. Од диаспората мислам дека толку. Какво влијание би имале тие во однос на 120 пратеници? Од друга страна, Мицковски им прифаќа све. И пари да им даде за рекламирање, и една изборна единица, и све што бараат, само да помине ова за диаспората да гласа. Ако ја споредиш тежината на нивните барања со ова барање, е занемарливо. Значи, добиваат све што бараат со тие 13.000 амандмани, а нив им пречи дали ќе има 3 повеќе или помалце пратеници. Па се бунат зашто би гласале овие од диаспората, а овде 50% не излегуваат на гласање. Колку се загрижани они за гласањето, а овде не излегуваат. И плюс реформската агенда, закониве 10,
Ако поминат сите, добива Македонија и повеќе пари. Према напредокот, така и пари следуваат од Европска унија. Значи, цела приказна е да не успее сите 10 закони оваа влада да ги протурка, да не се доближиме до Европска унија, да не добиеме повеќе пари за тоа што тоа ќе оди на контото на ВМРО, на оваа влада, на коалицијата. И цела приказна е тоа личен партиски интерес. Не гледаат добивката на државата, гледаат што помоци е штета они да претрпат. Што помоци успех да има оваа влада. Цела приказна е таа. Очигледна е работа. Ајде, истече времето и благодарам. Поздрав. Добро, да, според премиерот Мицковски, ВМРО ДПМН е подготвена да прифати една изборна единица, поголем простор за финансирање и рекламирање на помалите партии, како и дел од барањата на опозицијата, но не и модел кој би ја, како што се вели, стеснил или условил можноста за гласање на диаспората. Во тој контекст, по однос на диаспората, Мицковски понуди и наместо електронски. Тоа е, велам, пак техничко прашање, електронски дали сме подготвени, не сме, да видиме како со таа дигитализација, но ете, тој вели наместо електронски диаспората да гласа по пошта, ете и тоа да биде своевиден компромис. За утре, како што кажав, е најавена, не е потврдена, можна средба, со оглед на ете околностите на таа тензичност не е потврдено, можна средба на работната група за таа изборна регулатива и на неа, еве, може да очекуваме, може би дека СДСМ и Левица ќе одговорат на предлогот на премиерот. Ова е на некој начин од негова страна поместување во однос на оние претходни црвени линии, во кои клучниот оној праг беше дека не се одстапува од електронското гласање на диаспората. Добар ден, повелете. Ало? Да, повелете, вие сте добар. Добар ден, Исо, јас. Ве поздравам, вие да, повелете. Фала, Исо. Со задоволство, да, повелете. Лака вели Мицковски, многу е загрижен зашто нема да гласаат македонците од диаспората. Па сега вака, пред една година, Исо, ние имаме македонци и во Голо Брдо, и во Корча, и во Пустец, ако се сеќавате. Пред една година, кога се правеше бугаризација на нашите македонци во овие 3 места, бараа помош. Васил Штеровски бараше помош од владата и од Мицковски да се стопира бугаризацијата. Договор меѓу албанската влада, Рама, и бугарската влада. За возлет, албанската влада никогаш да не добие вето од бугарската влада. Сега што се случи? Во Голо Брдо и во Корча успеа некако насила да ги бугаризираат. Сега се планира Пустец, македонците од Пустец исто да ги спојат со Корча и тие да бидат бугаризирани. Како тогаш Мицковски не беше загрижен за македонците од овие 3 мали места, а сега е загрижен дали ќе гласат, не е важно. Ако некој сака да гласа, Исо, нека се качи на авион и нека си дојде овде во Македонија да си гласа на лице место. Да се направи список за сите кои што се дојдени од диаспората во Македонија да гласат, број на пасош, име, презиме и список колку луѓе од диаспората гласале за овде во Македонија. Нив не ги интересира Македонија. Тие заминале, тие биле во Македонија, ама од што не им било арно, си заминале. Многу нив им гајле овдека дали ќе гласат или нема да гласат. Така да, упорноста на Мицковски е сосема спротивно од ова целото. Толку имам да кажам, Мисо. Поздрав. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, кој ни следен. Почитано Дицо од име, добар ден. Ве поздравувам, повелете, да. Само интересот на партијата и личниот интерес е најбитното. Вие рековте не е се изгубено. За жал, почитам водителу, кај нас е се изгубено. Затоа што ние не постоиме. Имаме од минатото многу докази кои што многу брзо ги забораваме. Ама, после тоа испадна дека ги оправдуваме. Примерот, улица Максим Горки, во времето кога се гласаше, ДПМН донесе од Пустец гласач. Ако се сеќавате, добро, ако не да сте здрав и жив.
на иста адреса, на исти стан, 60 квадрата, 68 пријавени гласачи отпустени. Ако се сеќавате. Ако е лага, на сите ќе си извинам. Потоа, почитам водителу, ноќта на ножевите, поранешната артистка Божиновска, она беше црковен службеник, женски род. Она лично, јас ви тврдам, на 3 пати има отидено во Австралија, како попадика од одека, да пропагира за ДПМН. Почитувам водителу, од тие пратеници, еден беше, мислам, од САД, од Америка, 20 не е битно, него ова е битно што ќе кажам. Едниот, да ти биде овош, а 3 пати во мандатот имал право бесплатен билет од наши пари, од наш грб да иде за Австралија. Бесплатно, да. А зашо бил награден, почитувам водителу? Ја тепал секретарката физички, со докази, со медицински белешки. Ние имаме такви парламентарци. Третото колено, не сме нашата тковина каде постои и нив ќе им дозволиме да гласат. Благодарам ве, поздравам, но ете, токму од ситуации на злоупотреба, кои биле правени, и се прават едноставно состојби, не велам од кого и така натаму, состојбите во кои се, не е битно зашто и да се фати човекете, ревизорски извештај на, не знам, некоја клиника или каде и да е, она Министерство за односи меѓу заедницата и слично, каде што не зборуваме за сериозни, за основни елементарни технички работи. Не знам, не е евидентирано безпрекорно работното време и така натаму. Не доаѓале воопшто Институт за јавно здравје и слично, што и така натаму. Во таа смисла, значи, воопшто, така и во собранието, простор за дебата, колку има, колку е ефикасно и слично, колку се тие ефикасни. Сите тие ситуации, велам, на злоупотреба предизвикуваат недоверба во се. Затоа што оттаму излегува таа недоверба што може да се очекува. Оти наназад, токму, велам, резултатот бил таков, генерално, од каде и да се сврти. Сега сето тоа уште дополнително искомбинирано со одредени политички претензии, токму оној принцип за наместо со квалитет, со програма, со понуда да се стигне, да се оди на мала врата, на што сме сите, особено тие, сведоци, се едно дали и образованија, дали какви да се работи, сето тоа оди преку ноќ, кога е преку врска, тогаш едноставно, велам, тоа е една силна комбинација на тој армиран бетон кој пробива тогаш. Недоверба во комбинација со тоа да се искористи дополнително таа недоверба за лични или партиски или се едно поентирања. Зошто би се, особено ако се има линија на помал отпор. И тоа е, може да се каже и генерално и карактеристика на човекот. Ако има опција полесно да помине, тој бира опција полесно да помине. Сега со овие вештачка интелигенција и така натаму, кој веќе чита сега? Ќе читале 15.000 амандмани. Ниту пишуваат, кој да е, не тие. Тоа е таа линија на отпор. Јас гледам веќе и медиумите и слично. По вештачка интелигенција вести прават концепт. Неверојатно. Каде што на крајот на криштата, па не треба ни од толку ја. Имаш информацијата, ставија што има уште вештачка интелигенција. Но тоа е тоа. Зошто некој би правил сега платформа некоја и програма за да ги уверува гласачите, кога може многу полесно да поентира. И јасно тој момент, велам, на таа взаемна меѓусебна доверба. Затоа што не сме да се заборави тоа дека сите тие меѓусебно се знаат. Многу добро и многу подобро од ние што ги знаеме. Секој за другиот знае, ти ќе направиш тоа, знам што си правил, па и јас знам за тебе. И така натаму. Добар ден, повелите. Добар ден. Добар ден, ако се слушаме, повелете. Дали имаме некого? Добар ден.
Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав, ве слушам, повелете. Вака Исо. Ја мислам дека ги знаеш ти математиките, ги знаеш преминувањето од една на друга опција. Може би некој сака да малку отскокнеме, ама не бива, зашто имаме косничари, знаеш ги ти по-добро, тие работи, како во лавиринт. И во тој лавиринт секој сака да успее некако, а како ќе успее? Со навреди, напаѓања. Што има ако гласат да е спорат? Јас сум бил надвор и кога сум сакал да земам некој документ од нашиве тие што беа истурени СДСМовци, имаа бабки кои ги обезбедуваа и не даваа пристап до нив да се дојде, а тука даваат совети се уште како луѓето да заглават повеќе. Дали е тоа нормално или не, времето ќе покаже. Ама јас како што разбрав, викам Мицковски вака. Сега да не луѓе да не го сванат и моето дека го бранат. То ја ќе си заминам кој ќе им помине мандат. Ама потоа дали ќе си заминат оние кои не се за во политика да плеваат во политика. Тука е проблемот. Не е проблемот на друго место. Ние прокушавме многу работи да направиме, ама не бива. И медиумот не може да помогне. Многу пати велиме и водителите и другите не сакат да соработуваат со граѓани. А граѓани сме ние. Какви сме такви, кроени. И сега некој погрешил и пак сака истото да го прави. Не може. И јас на телевизијата се мачев да раскажувам, ама не бива. И затоа ги поздравам сите да се воздржуваат со напаѓања и да се не илустрираат. Пријатно. Благодарам, поздрав до вас, повелете кој ни е следен. Ало, добар ден. Да, поздрав, се слушаме, добар ден. Па, види вака сега, Исо, ја би сакал да ги прашам сите што поддржуваат тоа дека диаспората треба да гласа, како се носи законот, дали знаат. Законот се носи со консензус. Моментално во државата консензус за една изборна единица нема. Може Мицковски да ветува што сака. Дека етром се сложи за една изборна единица, кога неговите партнери од Влен се против една изборна единица, гати и Дуи и тие го поддржаваат законот вака како што е, со 6 изборни единици. Како тогаш ќе донесат една изборна единица? Сега разговарам за една изборна единица, затоа што таа е во игра сега, а претходно не беше воопшто и во игра. Да, сега Откако се заглави законот, сега ветуваат една изборна единица. Зашто една изборна единица не ја ветија во почетокот, кога наговести дека ќе прават измени на изборниот законник. Ма да, таа воопшто не беше ни на кое место. Не беше тоа на дневен ред. Него прво беше дека они се за парите и додакото е сега кога се заглави работава, ајде се во ред ќе ми попуштам една изборна единица. Пошто он дели милостиња ли, што е? Кој е он, мајка Тереза, што е? Тоа е едната работа. Втората работа, дали оваа држава правеше попис за диаспората, сакам да прашам. Правеше. Се попиша диаспората наша? Не се попиша. Зошто не се попиша, да ги прашаме да одговорат? Хајде дека ни одговорат зашто не се попиша. Како сега ќе им дадеме право да гласат, а ние буквално не знаеме колку имаме граѓани надвор од државата во диаспората. Албанците знаат. Дали ме разбираш? За нив е кристално јасно чисто. Они се знаат. Проблем се македонците. Зошто го послушаат гласот на некои си политичари дека да не се попишуваат? Ако се патриоти и ако сакаат да ги добиваат граѓанските права во државата. И сега одеднаш сите срце ги заболе за диаспората морала да гласа. Благодарам, поздравувам. Јасно битен е тој момент да се има апдейтувана, обновена, реална база на податоци на гласачи од диаспората. Велам, значи, реална, нова, актуелна, да се има увид на вистина колку се, како број способни, живи и така натаму. И поради многу други причини, не само заради гласање. Да се знае со колку се располага. Тоа се едноставно, може да се каже, испостава своја. Имаш луѓе надвор и така натаму, на колку, на кого, како можеш да сметаш во било која смисла.
И ако затреба, и ако не затреба. Затреба во секој момент да ги привлечеш со подобри околности, па на колку можеш да сметаш и така натаму. Но и особено велам ако затреба да се знае на кого и колку може да се смета и на што и во колкав број. Па ете секако заклучно и со гласањето. Повелете, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. А ако Мицкоски мислил за посол како ќе замени тој да се донесе закон, изборниот закон, мислил за Македонија, македонците му дадовме шанса. Му дадовме шанса, еве 2 години ништо не стори. Така мислеше и Лупче Ѓорѓиевски си за македонците си замина. Фабрики во Бугарија, така мислеше и Груевски со милиарди си замина во Маđarска. Така мислеше и Сашо Мјалко, че замина па се врати низ Македонија. Он прави така мислел за Македонија и Груби, украдува парите па се врати па го чуваат. Нека не глумат овие навивачи на ДПМН или СДСМ, Мицкоски или СДСМ, било кој и било тоа за да се из Македонија. Едните викат за пари не сака да заради пари не сака да гласа за тие за измена закона, другите за власта. Па власта што е? Власта е пари. Сите се борат за пари да дојдат. Додека се овие 3 партии, ДПМН, СДСМ и ДУИ на власт, 1000 пати ќе кажам. И овие поддржувачи како тој од Рибар, што од Ресен и така, Ресенчанецот и многу други, од Македонија нема ништо, додека не се може да гласат, јас сум за да се гласат од диаспората. Али кога? Кога ќе се ги стемови 3 партии од стена на Македонија, кога ќе се донесет еден други законник под експерти, под власт на експерти, под управа на страна инспекција со македонски експерти заедно оде, кога ќе се измени изборниот закон за гласање, кога ќе се донесе законот за имот и потекла, и кога овие што мислеле за Македонија и што ќе дават сега Мицкоски пари, ќе му дава, ако треба ќе им дајте пари само да гласат, пари него ќе дај, додека не ги вратат тие пари во буџетот, додека не се донесе нов изборен закон за да може сите да гласат, а овие да не смеат да гласат од сегашните политички криминалци, до тога нема ништо, секој ден ова ќе го дискутираме. Благодарам, поздрав, добар ден. Ало? Да, се слушаме, вие сте, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав до вас, повелете. Јас ве поздравувам. Ви благодарам. Сега, дали може јас еден амандман кај вас да поднесам? Повелете секако, да. Да, амандман за четворица, а може да имате и 104. Едниот е психопатот од Преспа. Добро, само бе молам, што премногу не вреѓа на сите. Еден липицанер од Скопје и тој што не вреѓа сите. Ама ве молам. Не, но добро, навредувате со ете овие термини, затоа еве да видам. Па а тие, зошто мене ме нарекуваат предавник? Тоа што е за тебе? Извини што ти велам. Добро, слушам, во ред, затоа да видиме, ајде. Ако, значи, еден исто пријателче од Битола и тој психопат што и мене ме навреди во сабелешната емисија, во твадневната, еден исто од Крушево. Зошто да ме вреѓат? Дозволувате, вие стварно ве молам, немојте да дозволувате. Ако мене ме исклучите, тогаш и нив треба да ги исклучите како што тие вреѓаат. Дали ме разбравте, Исо? Господине Исо. Јас имам многу закажување во овој случај. Ако некој во државата Германија била загрижена за своите граѓани, а ние македонците, знаете, светат нас, кај нас све, ние живееме. Благодарам за све, Исо. Поздрав. Добро, но значи да, не ве исклучив за да слушнам се што имате да кажете, инаку апсолутно е за исклучување веднаш по ова што го кажавте, затоа што не е исто. Треба да ја знаете границата ваша. Апсолутно не е исто и не може да правите паралела дали вас ве навредиле со она што вие го кажувате. Сосема се различни работите. Не дека тоа е во ред.
Но ова е нешто сосема друго. Така што не се исти работите. Затоа реков да слушнам и затоа не можам ни да го прифатам како амандман, а и до останатите учесници укажувам да онака се избрише од стенограмот. Значи исто како да е исклучено, затоа што не можете со такви контранавреди. Ако ништо друго, нема ниту ефект од тоа, затоа што товарот паѓа на вас. И тоа е правно, секаде. Како и да е. Еве сега ситуација, најсликовито со тепачка во Хрватска, каде што без повод некој нападнал некое момче таму, барем во насилство физичко не изобилуваме, па и во вербално, па го клоцал до несвестување и така натаму, додека не го раздвоиле, сега со тешки преломи, се бори за живот. Во меѓувреме брат му на повредениот поминал и нормално збеснал и му се нафрлил, неколку боксови го удрил. Двајцата приведени и пријава и против овој, кој го нападнал. Силеджијата. Сакам да кажам, значи не можете така да со таков пристап да посочите на тој што отстапува од нормите на добро владење. Ајде да не кажам што е, не знам, вулгарен или навредува и така натаму. Едноставно, ако сакате да посочите на некоја неправилност, не го правите тоа така што ќе му се нафрлите на неговите зборови со тотално погрдни. И затоа велам, не е начинот и вие излегувате тука. Апсолутно сега тие имаат право и да реагираат и до мене, затоа јас се оградувам и велам да, требаше да бидете исклучени, но намерно оставив да видам до каде ќе биде листата таа ваша, на која ќе ги наведувате, навредите, како ќе квалификувате и затоа велам тоа нека се едноставно избрише од записникот. Не е дозволено, не го земајте предвид. Само вете да видиме што би било. Би било нешто недозволиво. И тоа е тоа и што ни се случува, што не смее да се случува и во таа комуникација политичка. На, не знам, навреда, контранавреда, па која само ескалира понатаму. А доволно ќе беше само, може ли да укажете на тој што ме навредува така и така и така. И нема да толерира. Но вие влегувате во ваша приватна пресметка така што излегувате со такви сериозни обвинувања. И тоа веќе велам, излегува и од рамките тука и на емисијата и затоа не смее ниту да се дозволи, како што се непожелни во принципи репликите, затоа што се непотребни. Зошто да се реплицира? Да се реплицира некој, се дискутира за составот, не е тој што ми кажал. Така и ова, директно овозможување за влегување во конфронтација физичка. Да видиме сега, нека се јават тие, што вас ќе ви кажат. Па повторно вие јавете се како нив ќе им возвратите. Тоа не можеме да го правиме тука. А тоа што се провлекло или што отишло и што е навреда, но неспоредлива, велам, со вашата, тоа стои секако. И тоа треба да го исправиме, но не така што ќе на сосема поинаков, на, не знам, навредлив збор, ние со бокс. Да не одземаме време, повелете кој ни е следен. Добар ден. Ало? Да, поздрав, повелете. Поштовање, господин Да, Исо. исто така, повелете. Да му одговорам на овој претходникот. Кој да збори за него, лева нека рече, проштавај Господе, не знаат што зборат. Ајде така. А во право си ти што рече, ако дојдеме, овој рекол на тој, отиде емисијата. Сега, да сте живи и здрави сите вие телевизии, што имате вакви дебатни емисии, како ќе ни помени нас летото, бадјалджи, ќе се избориме и никакво решение ќе нема. А за одглавување на изборниот закон и јас викам, така ни е стратешки партнер да се викне Трамп. Пошто тој ги менја правилата во светот. Еве, сега се замеша и во фудбалот. И тој што е на FIFA Infinito, како го викаат,
Италијанецот не може да му рече не на Трамп. Зато и нашиве да одат кај Трамп или тука да дојде некој и да не ги среди, да ги фати за уши сите партии и да ги исфрли од парламентот. Сите се тие, да не кажем, ајде, не чини погаден збор, и упропастија Македонија 35 години, и ВМРО, и СДС, и албанците ту и вреди, и иста партија се тие. Одглави изборен законник, ова, она. Што сака тие? Научија товарија магаренцата и уште нив како им одговара ке си прават. Ни законник, ни маконик. Јас сум го рекол, пак ќе го речем, нека ме вчуат, нека вика овој словенецот, да ги снема 10 години од политичка сцена. Само така Македонија ќе пркне напред. Законот како се работи во Словенија 10 години, во сите сегменти, да видите како ќе се оправиме. А не Бадентер, закон, му текнало ова, му текнало она на партиите, амандмани 1200, 15.000 колку. Ништо не биде од овие партии. Бидете поздравени, све најдобро. Благодарам, поздрав, добар ден. Добар ден, почитувани со, поздрав до телевизија 24. Благодарам и до вас. За тоа кој ќе го снема од политичката сцена, кој ќе биде владетел, одлучува народот на гласање. Значи, тој што ќе си излези на гласање, тој ќе одлучи кој ќе го снема, а кој ќе биде присутен на политичката сцена. Правото на глас е уставно загарантирано, но гледаме опозицијата се труди, ако може да се отежни тоа право на гласање на нашите македонски државјани кои се на привремена работа во странство. Ако има тука своји имоти, кои плаќаат даноци, кои имат македонски патни исправи, ако може да му отежнеме да гласат, како што, например, Левица му помогна на СДС и ДУИ да го наместат Бујар Османи за министер за надворешни работи, па тој во конзулатите да му прави така фини обструкции на оние што се македонци по етнички родослов, а на другите да му овозможи повеќе попишувачки и други права. Ете, за тоа се труди нашата опозиција. А вака многу што се прегрнети СДС и Левица, па не се сега тие прегрнети во собранието додека ги пишуваат тие 10.000 амандманчина, тие се отамна заедно во преградки. И гледате, се открива тука една многу интересна дилема. Кој е виновен за иселувањето од Македонија? Ако е ВМРО виновно, криво дека се иселувале многу граѓани, уште толку СДС и Левица се плашат од гласовите на иселените. Малце, видите, СДС е мајстор за произведување на своји непријатели. Си ги направија непријатели своите партиски колеги. Еве сега диаспората си ја прави непријател. Медиумите си ги прави непријател. Сите медиуми му откажа дружење со СДС. Ајде во следна прилика. Благодарам, тука сме, поздрав до вас. Добар ден, кој ни е следен. Добар ден, повелете. Добар ден, господин Нишо. Поздрав, повелете, да, се слушаме. Замисли, после неколку обиди, едеме во емисија. Се радувам, да, повелете. Господин Нишо, нема да ми заведите, ќе кажам некој збор, али со никаква намера, некоја позадина. Него вие како новинар сигурно знаете дека кога јас и вие ќе одиме да гласаме, треба да носиме нели документи некои, лична карта, пасош, па партен на прсто, па отисок на прсто и ако помине тоа ќе гласаме и толку. Сега некој некаде таму како ќе гласа и што ќе гласа, тоа малку е, како да речам, не е баш едноставно, нели, тоа е кој ќе го провери, како ќе го провери. Постои сомнош дали овие, дали оние, да. Но имаме една ситуација кога болката, плачењето, сакам да кажам, може да дојде од болка, од радост, нели, од тага, но кога некој постојано плаче, тогаш е проблем. Значи, некој од нашите гледачи, не сите, не сакам никој да наврши, секој си има право на своја мисла, но кога претходниот постојано во сите емисии плаче, исполнува некој мина, значи нешто е во позадин. Не можете вие секоја емисија и секој јавување. Сега живееме овие 2 години,
како е, така е, како било пред тоа, знаеме. Како да се подобри тоа, какво известување вие ќе ни дадете и да продолжиме понатаму. Да. Не би требало, мислам, многу околу тоа, така да гласањето е гласање, али е многу сериозен проблем, кај што треба стварно да... Значи, ние идиме како граѓани од 100 ред тогаш, према тие што се во странство. Благодарам многу и... Ви благодарам и вамете за сериозноста во разговорите. Ве поздравувам, повелете, добар ден. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Се слушаме ли со некого? Добар ден. Ало? Да, повелете. Па се вака изгледа дека никој не свеќа поентата на гласањето. Значи, спорно е местото на гласање. Значи, не дали ќе гласа нашите иселеници. Значи, местото, дали ќе оди во тие ДКП да гласа, да вози 150 мили или поќе, или ќе може, ако се регистрира во тие истите со документите, па ќе му дат линк, кој стиги од дома тогаш на компјутерот, во даден момент ќе се регистрира таму за кој гласа. Значи, местото е спорно. Дали ме разбирате, така? Иначе ова не е прв обид само да ги спречи овие, а и селениците. Првиот беше со документите. Кога направи вештачка криза, Пасеновски направи вештачка криза, за да му биде страф на нашите селеници да дојдат во Македонија, се поврзавше со празникот Великден, не може да ги видат своите најмили и во истото време да гласат. Му беше страф, ако дојдат, дали ќе може со истите пасоши да се вратат назад. Тоа беше. Револтирани беа многу, ама затоа роднините нивни од тука ги казнија на тие избори, затоа што ја сватија играт. И сега, кој ќе гласа, кој ќе контролира? Ќе има комисија што ќе контролира сите работи. Кој ги контролираше за референдумот на 5 секунди кога гласа? Кој? Кој контролираше кога падна системот на ДИК? Кога председателот на ДИК спиеше 72 сати? Се сеќавате, не? Значи, сега кој ќе прашвате зошто се дозволувале овие подписи, биле против ВМРО, затоа што се албанците наши се подпишува и со фотокопирани документи овде и во странство. А некој му дозволуваше, сакаше да се преќути таа работа. Не се плашете, си правите вештачки непријатели, после ви се криви некој работа. Знај. Ви благодарам, поздрав. Повелете, добар ден, кој ни е следен? На крајот сме веќе. Добро, ви благодарам. Се извинувам. Останува да видиме што ќе биде утре од таа средба на работната група и како ќе одговорат опозицијската СДСМ и Левица по однос на предлогот на премиерот и дали воопшто, макар некакви услови ќе се создадат за да се прифати. На крајот од краиштата имаме ситуација во која со години, со децени не е ништо направено. И сега подобра и макар нешто да се направи, па да се доработува и усовршува и осовременува постојано, отколку заради одредени несогласувања, повторно ништо да не се направи или само уште повеќе да се блокира. Ви благодарам што ние немаме такви блокирања и тековно одиме и ви посакувам така тековен, пријатен да ви биде и остатокот од денот. Имајте пријатно попладне. Централниот дневник е во 17 часов. Довидување.